Преглед на содржините во дневникот. Славе Банар, прв охридски поет кој ја добива наградата за најдобра поема Григор Прличе. Градската библиотека промовира CD со аудиозапис за животот на Григор Прличев по објавувањето на поемата Сердарот. Само реконструкција и надградба на колекторскиот систем ќе ги спаси даљанци од поплави. За таксистите одложено уведувањето на фискални апарати со GPRS уреди. Локалната самоуправа продолжува со пракса ударните дупки на улиците да ги крпи со бекатонки. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид времето претежно сончево со локална облачност и максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1007 хектопаскали, а дуваше и умерен југоисточен ветар. Во петок нестабилно со врнежи од дожд и снег ќе биде на Балканскиот и Апенинскиот полуостров. Врнежи од снег ќе има и во областа на Алпите и источна и североисточна Европа. Во останатите предели од континентот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Најстудено ќе биде во северна и североисточна Европа со температури од -10 до 0 степени, а најтопло ќе биде на југ од континентот со температури од 11 до 17 степени. На Балканот утре времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, а во Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија со врнежи од снег. Врнежи од снег ќе има и на планините во останатите делови. Дневните температури од 0 до 13 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува облачно време со поинтензивни врнежи од дожд и ветровито. Попладне во западните предели врнежите ќе престануваат и ќе следи постепено разведрување. На планините пак ќе има врнежи од снег. Утринските температури од -2 до 5 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 6 до 14 степени. Во Скопје утре времето ќе биде облачно со поинтензивни врнежи од дожд и ветровито. Во доцните попладневни часови врнежите ќе престануваат. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна температура до 11 степен. Во Охрид во петок не очекува облачно време со поинтензивни врнежи од дожд и ветровито. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат, пошто ќе настапи постепено разведрување. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна температура до 9 степен Целзиусов. Во наредните денови во Охрид ќе имаме повторно врнежи од дожд и снег и значителен пад на температурите, особено во деновите од наредната недела. Максималните дневни температури ќе се движат од -2 до +7, а минималните утрински од -4 до 7 степени Целзиусови. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Топ Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Милка темно чоколадо 34 денари. Орео Класик или Орео Мини 89 денари. Садија стек 199 денари. Требишко овчо сирење Рефус 1 килограм 229 денари. Мешано сирење Здравје Радово 250 денари. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ.
Наградата за најдобра поема Григор Прличев за 2014-та, за прв пат во рацете на охридски поет. Годинешниот лауреат Славе Банар, автор на наградената поема Амбар, вели дека во своето творење тој само постапил по чекорите кои ги следел целиот свој живот. Чекорите на големиот Григор Прличев. Денес и утре Охрид со низа настани го чествува делото на својот сограѓанин, македонски поет и преродбеник Григор Прличев. Охридјанецот Славе Банар, годинашен лауреат, добитник на наградата за најдобра поема Григор Прличев. Поемата Амбар едногласно избрана за најдобра поема за 2014 година помеѓу 15 други пристигнати поеми. Лауреатот Славе Банар вели дека тој само чекорел по стапките на Прличев, кој ги следел целиот свој живот. Се чувствувам помалце повластено, се чувствувам помалце на некој начин благословено, што успеав да продолжам во еден од најтешките лирско-епски жанрови поемата, која што досега не надмината после Прличев. И навистина не само што ми беше среќен моментот на добивањето, туку најсреќен беше моментот што успеав помалку да се приберам до сиот онај поетски здив кој што Прличев му го пренесе на Охрид, на езерото, и кој возможи да обстануваме како народ, како луѓе кои што имаат благослов да живеат под ваква убавина. Од жири комисијата велат дека Амбар е поема за која едногласно се одлучиле и дека станува збор за поема која има впечатливи поетски слики и која представува обид помеѓу класичното и модерното. Поемата се обидува да направи еден фундаментален широк заграб и наспроти, еве да го наречам, романтичарското опејување на она за навек загубено рурално време на обстојување на македонската заедница, кое е така во класични стихови испеано, се појавува времето или наспроти него во дисонантни стихови и со скалести стихови, времето од кога Македонија почнува самата да ја испишува својата историја, значи по еден период од 70-ти на години, и проследени се периодот на социјалистичката изградба и во завршното пеење текуштиот ден. Според директорот на Центарот за култура Григор Прличев, Горан Стојановски, наградата Григор Прличев е мотив и поттик за афирмација на литературното творештво и поттик за нови наслови во Македонија. Самите дела, нивниот поетски печат, сведочат за еден континуитет на следење на Прличевата естетика, исполнета со специфични поетски слики и евокации на македонскиот бит, епско-лиричен ритам и сочност. Сите тие стремат да станат достојни следбеници на македонскиот Хомер и за нас како институција представува огромна чест да ја врачуваме оваа награда на недобрите. Инаку во рамките на свеченоста настапи и хорот при Центарот за култура Григор Прличев, а беа читани и делови од наградената поема Амбар. Во рамки на програмата беше отворена и изложба со избор фотографии од колекцијата на Центарот за култура. По врачувањето на наградата за најдобра поема за 2014-та беше отворен и конкурсот за 2015 година. Во рамки на манифестацијата Прличеви беседи 2015-та, денеска беше промовирано CD со аудиозапис за животот на македонскиот поет Григор Прличев по објавувањето на поемата Сердарот. Овој запис, заедно со аудиоизданието, кое беше објавено во 2014 година, а кое го опфаќа детството и младешките години, ќе може да се позајмуваат од Охридската градска библиотека. Објавено CD со аудиозапис од животот на поетот Григор Прличев. Александра Белеска, директор на Охридската библиотека, е автор на CD-то посветено на Прличев. Ова е продолжение на првиот дел од аудиозаписот издаден минатата година, а содржи моменти од животот и творештвото на Григор Прличев. CD-то е издадено во 30 примероци со финансиска помош на Министерството за култура, а техничката обработка е на Славчо Спростран. Комплетниот живот, значи, на Григор Прличев во двете изданија. Првото издание од неговото раѓање, детските години, младишките години, до објавувањето на поемата Сердар и добивање на логоровиот венец за истата, а понатако овој период е после објавувањето на поемата Сердар и се до неговата смрт.
Поемата Сердар од Григор Прличев ја напишал во 1860 година. На 25 март истата година Прличев со поемата учествувал на надпреварот за најдобра поема на грчки јазик. Се закитува со Ловоро Венец и е добитник на парична награда. Поради силниот впечаток што го оставил со оваа поема, Прличев го добил епитетот втор Хомер, но наградата не останува долго во негови раце. Одбива да се изјасни како грк и да ја прифати стипендијата за студии во Берлин или Оксфорд. Покрај Сердарот, Прличев е автор и на поемата Скендербек и автобиографијата. Неодложна репарација, реконструкција и надоградба на колекторскиот систем е спас од поплавите со кои години наназад се соочуваат жителите од делови на Охрид последните неколку години. Локалната самоуправа заедно со владата прави напори да изнајде средства за таа капитална инвестиција, која според направените проценки на експертите би изнесувала околу 60 милиони евра, изјави охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски. Жителите на улицата Сатеска 40 во Далјан се опоравуваат по последните врнежи од дожд и снег кои поплавија влезови, гаражи и подруми. Теренските екипи на Центарот за јавно здравје денес вршеа дезинфекција на поплавените простори од стамбените комплекси кои беа најпогодени. Како што истакна председателот на заедницата на сопственици на станови од оваа улица Гоце Тасески, станарите барат поголема одговорност од надлежните и преземање конкретни чекори за надминување на нивниот проблем со кој што се соочуваат години наназад. Алармирани се сите институции, запознати се, секој кој што дошол ветува дека е изготвен проект, значи ова е години уназад, не е само од последната поплава. Колку години? Па во зградиве сме од 79-80 година. Значи од секогаш нашава зграда била на пониско ниво. Последниве години се изградија и други згради кои што се во нашата блиска околина и се оптовари, да речам, и на таков начин естово. Сета на земја која што беше фрлана години уназад само се зарамна, не се крена воопшто и околината е повисока од влезовите. Затоа го имаме и тој проблем, испаѓаме како сливница, сите води кои што се надворешно се сливаат во нашите подруми, во нашите гаражи, а немојкноста на колекторот го отежнува случајот и имаме стално поплави. Тасески нагласува дека доволно било половина час да нема струја, колекторот затајувал, а тие се поплавувале. Истиот проблем го имале и жителите на улица Трајчевски Микео Гилич. Покрај Грашница цело шеталиште Васил Стефовски информира Тасески. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски вели дека правеле напори за изнаоѓање на начини и средства за конечна реконструкција и репарација на колекторскиот систем, бидејќи експертите сметале дека тука лежи основата на проблемот поради поплавите во делови на градот. Значи се процена дека тој систем е веќе нефункционален, има многократни оштетувања и доаѓа до мешање на атмосферските и фекалните води на многу места во системот, не само во Охрид, туку и во Стругар, и истиот систем изискува неодложна репарација и реконструкција и надоградба на истиот систем. Од тие причини, значи општина Охрид заедно со владата на Република Македонија е постојано насочена кон напорите за изнаоѓање на финансиски средства за преземање на една ваква капитална инвестиција која што според проценките на џајка би изнесувала меѓу 50 и 60 милиони евра. Инаку градоначалникот Бакрачевски информира дека во моментов санирани биле сите последици од поплавите. Водата била извлечена од домовите каде што била навлезена и направена била евиденција на оштетувањата кои што биле предизвикани. Бакрачевски потенцира дека во наредниот период низ една законска процедура граѓаните ќе бидат обештетени. Охридските таксисти можат да здивнат барем што се однесува до новините од УЈОП во фискализацијата. За автотакси превозниците се продолжува рокот за воведување и регистрација на фискални апарати со вграден GPS уред до 31 декември 2015 година. Од Управата за јавни приходи информираат дека вршителите на автотакси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување од 1 февруари 2015 година до 31 декември 2015 година. Составањето во функција и имплементација на новиот интегриран систем за фискализација и воведувањето на фискалните апарати со GPS, УЈП отпочна со онлайн следење на готовинскиот промет од секој фискален апарат.
апарат, односно следење на финансиските извештаи и прометот на даночните обврзници во реално време. Сите даночни обврзници кои вовеле фискален апарат со GPRS уред, потребно е да отпочнат процедура за дерегистрација на старите фискални каси. Дерегистрација на старите фискални каси без GPRS се врши со поднесување на пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема образец FA03. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најави зголемување на субвенциите со кои директно го поддржува производството на органска храна. Субвенциите за органско производство оваа година ќе бидат 50% повисоки од оние за конвенционалното, а не како досега само 30%, додека за градинарските култури зголемувањето ќе биде 100%. Во Охридскиот реон единствен сертифициран производител на органска храна за сега е пчелар од Трпејца, но голем број други земјоделци, овоштари и сточари во Охридско покажале интерес за добивање сертификати за органско производство, на кои зголемувањето на субвенциите се очекува да им биде дополнителен поттик. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство покрај директната поддршка планира и дополнителни мерки за квалитетната еколошка храна да го најде патот до домашните потрошувачи и да стане дел од нивната секојдневна исхрана. Почнати се подготвителни активности за отворање продавници за органска храна и реализирање национална кампања за поголема потрошувачка на органското производство. Специјализираните продавници ќе се отвараат во поголемите потрошувачки центри, а државата ќе финансира дел од трошоците за нивно опремување. Објавен е тендер за избор на компанија која ќе ги санира ударните дупки низ Охридските улици со асфалт. Во меѓувреме, екипи на јавното претпријатие Нискоградба крпат дупки со гранитни плочки на целата територија на општината. Граѓаните подолго време наназад реагираат дека бекатонот, а сега и гранитот, се користи како инстант решение, а потоа не се заменува со асфалт. Продолжува праксата на локалната самоуправа ударните дупки низ Охридските улици да ги крпат со камени плочки. Овој пат, место бекатонските плочки како досега, се користат гранитни. Теренските екипи на јавното претпријатие Нискоградба, по налог на секторот за комунални дејности Собрака и улици, од пред неколку дена ги крпат ударните дупки на улиците 7 ноември, Кленоец и Питогули. Откако ќе се подобрат временските услови, активностите ќе продолжиле по улиците Егејска, Туристичка, Даме Груев, Димитар Влахов, Марко Цепенков, Пере Тошев и други улици на периферијата на општината. Од локалната додаваат дека ова е само времено решение и дека за брзо време бекатонот ќе биде заменет со асфалт. Но граѓаните реагираат на ваквата практика, посебно затоа што крпениците со бекатонски плочки поставени минатата година се уште не се заменети со асфалт. Уште лани во август месец од локалната убедува дека во најбрз рок ќе биде објавен тендер и дупките ќе бидат асфалтирани во рок од 1 месец. Тоа не се случи. Побаравме информација дали годинава конечно е објавен тендер за асфалтирање на ударните дупки. Но што можам да го кажеме дека тендерот за избор на најдобар понудувач е во тек, значи распишана тендерска документација. Предпоставам дека овие денови според законските рокови таа ќе заврши. Мислам дека ни требаат уште 7 дена до завршување на законски предвидениот рок за да се пријава заинтересираните компании. ТВМ по реакција на граѓани во неколку наврати информираше за оваа проблематика. Експертите кои што ги консултиравме беа децидни дека на бекатонките местото не им е на коловозот, ниту како привремено решение. Според универзитетскиот професор Вулнет Палоши, експерт по патна инфраструктура, крпење на дупки со бекатон плочки е недозволиво, не е безбедно, а ниту економски исплатливо. Не само на улиците во Охрид, туку ниту една улица не треба да се дозволи крпење на дупки со бекатон плочки. Мислам дека градежната инспекција треба да излезе на терен и да види дека таква метода не е предвидена во ниедна законска форма, ни за краткорочно, ни за долгорочно санирање на дупките, кажа за ТВМ професор Палоши. Тројца работници во фабриката за плински боци Балкан Газ во Богданци загинаа, а десетина се повредени откако утрово се случила експлозија. Во локализирање на пожарот учествувале сите пожарникарски екипи од регионот и населението. Гаснењето на пожарот одело бавно поради тоа што просториите биле полни со лесно запалливи материи. На местото на несреќата, додека траело гаснењето на пожарот, полицијата направила голем обрач за заштита на населението од можна нова експлозија. Децата од околното основно училиште биле пуштени дома, бидејќи веднаш по експлозијата снемало електрична енергија. Станува збор за фабрика каде се
работи во 3 смени, а во моментот на експлозиите на работа биле 11 вработени. Да ги погледнеме и вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. НАТО се подготвува за најголемото засилување на одбранбените механизми од крајот на студената војна до денес, изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, додавајќи дека потезот за зајакнување на источното крило на алијансата е одговор на агресивните дејствија на Русија. Министрите за одбрана на НАТО на денешниот состанок во Брисел треба да донесат одлука за формирање мрежа мали командни центри во Полска, Романија, Бугарија и трите балтички земји каде што алијансата досега имала мало присуство. Ова ќе бидат само првите знамења кои НАТО планира да ги развие во Источна Европа. Соединетите Американски држави размислуваат дали да почнат да испраќаат оружје за да му помогнат на Киев во борбата против проруските сепаратисти на истокот на Украина. Американскиот државен секретар Џон Кери пристигна денес во Киев на средби со украинскиот председател Петро Порошенко и со премиерот Арсени Јаценјук. Покрај разговорите за евентуални испораки на американско оружје за Украина, државниот секретар ќе им достави од името на САД на украинските власти 16,4 милиони долари хуманитарна помош. Средствата ќе бидат наменети за цивили загрозени во конфликтот. Киев и Москва ќе ги посети и канцеларката Ангела Меркел и францускиот председател Оланд со нов предлог за решавање на кризата. Во последните 24 часа на истокот од Украина загинале 19 лица, од кои 14 цивили и 5 украински војници, соопштија и владините и проруските сили. Бројот на загинати во авионската несреќа на авион на тајванската компанија TransAsia Airlines достигна 31 лице, соопштија тајванските власти. Вкупниот број на жртви во вчерашната несреќа може да се зголеми бидејќи 12 лица се уште се исчезнати. Вчера патнички авион на компанијата TransAsia Airlines брзо по полетувањето во Тајпеј изгубил рамнотежа и удрил со крилото во ограда на мост и потоа паднал во реката Килунг во Тајпеј со 58 патници и членови на екипаж. Управата за цивилна авиација на Тајван објави дека во инцидентот преживеале 15 лица. Во северниот јапонски град Сапоро денес започна најграндиозната изложба на скулптури изработени од мраз и од снег. Повеќе од 200 зданија ја красат главната градска улица, а најголемата фигура за која уметниците употребиле дури 850 блокови од мраз и снег е со мотив од холивудскиот филм Војна над звездите. Организаторите очекуваат снежната сензација да ја погледнат повеќе од 2 милиони посетители до 11 февруари, кога завршува фестивалот во Сапоро. Своје место на овој фестивал имаат и најпознатиот тајвански храм Ксинтјангонг во Тајпеј и катедралата во Манила, како и јунаците на Дизниевите филмови. Тука е Олаф од Снежното кралство. Ова е се што подготви информативната редакција. Останете со програмата на ТВМ. Пријатно!